Трагедија во Струшкото село Мороишта. Почина 4-месечно машко бебе кое вчера вечер околу 22 часот и 43 минути без знаци на живот на детското оделение во Струшката општа болница го донесла идната медицинска помош во придружба на неговите родители. Началникот на оделението доктор Владко Мицкоски вели дека кога го донеле бебето воопшто не дишело, било без срцева акција со проширени зеници. Првично и докторите од идната медицинска помош констатирале дека тоа не покажува знаци на живот. Се обиделе да го реанимираат, но попусто. Во надеж дека сепак може да се спаси, било однесено на детското оделение, каде повторно се обиделе да го вратат во живот. На оделение покажано да се реанимира, повикам и анестезиолог, меѓутоа безуспешно детето било без знаци за живот. После 45 минути обита се реанимира, меѓутоа безуспешно. Боледувало од нешто детето, има некаков сум што починало? Податоците се дека било потполно здраво. Меѓутоа најдено е од страна на родителите, да речам, најдено е во една состојба, да речам така, легнато на стомаче, целото посинато, наводно тетинот покушал тамо уште да го реанимират, меѓутоа детето било целото значи цианотично со проширени зеници и без знаци за живот. Неблагодарно е да зборувам и да прогнозирам како настанала смртта. Причините ќе ги утврдуваат со обдукција, вели доктор Мицкоски. Немилиот настан го потврди Охридската полиција. Во соопштението кое го испратија стои дека родителите во семејниот дом повикале итна медицинска помош, пошто било пренесено во болницата каде била констатирана смрт. Оттаму додаваат дека по наредба на јавен обвинител врз телото ќе биде извршена обдукција. Сепак неофицијално причина за смртта може да биде задушување, односно бебенцето можеби само се задушило во перничињата кои биле ставени околу него за да го заштитат. Инаку во само 3 месеци ова е трет случај. Во месец мај едно по друго починаа 2 бебиња во Охридско-Струшкиот регион. Во Вевчани почина 7-месечно бебе кое претходно било оперирано во специјалната болница Свети Еразмо, оти било донесено со повреди на главата и мозочно крварење. За овој случај и основното јавно обвинителство издало повеќе наредби за утврдување на причините за смртта на 7-месечното бебе. Неколку дена подоцна почина и 9-месечно бебе во Охрид. Од оскудните информации кои тогаш ги пласираше полицијата, единствено се знае дека бебето со итна медицинска помош било донесено во без сознание во Охридската општа болница.